Денеска поднесуваме конкретна иницијатива во Собранието на Република Македонија. Повеќе да нема од никого изговори и дилеми околу обезбеденото парламентарно мнозинство и тука доставивме 67 претенички подписи и покрај тоа што деловникот ова не го бара и не налага таква обврска за да продолжи конститутивната седница. Очекуваме Трајко Вејановски веднаш да свика продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија и конечно оваа клучна институција како представнички орган на граѓаните на Република Македонија да почне да функционира затоа што и мора да работи и да функционира во интерес на државата. Прв чекор е изборот на председателот на Собранието, кој што ќе го трне и последниот неразумен аргумент на Иванов, кој што е должен да го даде мандатот за состав на влада на председателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Благодарам. Дали се договорите со ВМРО да помине околу паритетната застапеност по комисијата за избор и именување, бидејќи имате спротивни ставови? Денеска ја поднесуваме оваа иницијатива. Очекувам дека претходно ќе се свика координативна средба на пратениците, односно пратеничките групи во Собранието, на која што ќе ги отвориме сите прашања за кои што треба да имаме разговор, договор и на крајот да одиме на продолжување на конститутивна седница. Според деловното председател на Собранието има рок да го закаже продолжението на седницата. Мислите ли дека Прво, ние немаме председател на Собрание. Тоа е прва и основна работа. Втора работа, конститутивната седница е започната и за неја нема рок. Таа може веднаш да биде свикана и да биде продолжена со работата. И мислам дека на висина на одговорноста треба да биде секој пратеник, секоја политичка опција, најмногу еден поранешен председател на Собранието и не сме во никој случај да става во заложниство институции на системот, а со тоа и државата и граѓаните на Република Македонија. Ние немаме се уште координатор на пратеничката група, очекуваме да биде закажана седницава за да можеме сите тие формалности кои што се во рамките на Собранието да ги завршиме. Имате ли разговори со ДОИ-ПС и Алијансата во однос на можноста за иден председател? Ние, значи, и вчера имаше такви прашања. Очекуваме да биде закажана седницата, продолжението на седницата. Претходно ќе седнеме сите политички опции и ќе разговараме околу можниот кандидат, односно лицето кое што би било предложено пратеникот за председател на Собранието. Би сакал да е само со 67, меѓутоа сите сме заедно 67 како подносители. Што ако крајот него доживува седницата? Ја реков дека очекувам дека ќе биде на ниво на задачата и ќе биде на ниво на собствената одговорност пред граѓаните државата и очекувам да ја свика седницата.